кога Струга стана општина, повеќе да не може македонец да биде градоначалник. Господин Милевски, последната минута ја користите вие, повелете? Не знам во минута како ќе го компримирам времето. Зошто не може македонец да биде градоначалник на Струга? Па ние не сме етнички гета. Јас очекувам гласови и од албанците, и од турците, и од ромите, и од србите, и од власите, и од сите граѓани на Република Македонија. Јас се кандидирам за градоначалник на цела општина, а не само на македонците или на албанците. Прво. Второ што сакам да кажам, сообраќајниот хаос треба да го реши полицијата, а не јас како градоначалник. Изградба на катна гаража, 2 катни гаражи по 300.000 евра, принос од 2.000 евра на ден, 600.000 значи во годината. Сите следните 3 години ние имаме по 600.000 евра од една катна гаража, толку. Што сакам да кажам, најбитниот проблем за Струга е недостиг на жители. Нас ни бегаат младите. Ние тука треба да го концентрираме целиот проблем, али не тоа да правиме кружни текови по Струга, зашто нема кој да вози по тие. Сега ќе ви кажам 3 поенти. Прво за мене, како градоначалник, ќе биде изградба на иновацијски хаб, кој ќе биде поддржан од универзитетите во Македонија, кој ќе овозможи инвестирање, отворање на капацитети од 18 милиарди евра за развој на вештачка интелигенција и сите различни проекти кои што ние сме на ниво на членка на Европска Унија. Значи имаме право да аплицираме за нив. Втора работа ќе биде IT стартап центар и стартап центар општо за младите, каде што ќе може да отворат своји фирми. Јас како градоначалник и општината ќе има возможи бесплатна електрична енергија, вода, телефони, интернет, се додека тие не се стабилизираат во првите години и не можат, значи потоа ќе се замина нормално канцеларите да бидат во Струга. И трета работа која што сакам да ја кажам е најновата работа, во комуникација сме со една од најголемите компании во светот за изработка на воена техника. Во Струга индустријската зона ќе се изгради фирма која што ќе вработи преку 2000 работници за изградба на дронови. Затоа што како членки на НАТО може барем од тоа да искористиме некој капацитет. А тоа го можеме.